Почитувани, продолжува галопирачкото темпо со кое оваа влада ги задолжува граѓаните на Република Македонија. Медиумите објавија дека според податоците на Министерството за финансии, јавниот долг надмина 30% од бруто домашниот производ. Веднаш да истакнеме, учеството на јавниот долг е уште поголемо. Затоа што во пресметките не е вклучен скриениот долг на владата, по основ на невратен ДДВ и неисплатени обврски кон фирмите, и затоа што како основа за пресметка е земен надуваниот бруто домашен производ согласно проекцијата на владата, а за неа сите знаеме дека нема да се оствари. Има неколку факти заради кои сите во Македонија се загрижени од задолжувањата што ги прави владата. Прво, ваквото темпо на задолжување е едноставно неодржливо. Само кон странство, од крајот на 2008 година наваму, јавниот долг се зголеми за повеќе од 1 милиарда евра или за цели 92%. Тоа значи дека кога сите во Македонија би живееле во четворочлени семејства, само за 3,5 години секое семејство е дополнително задолжено од владата за цели 2000 евра. И тоа не е се. Само во првите 7 месеци од годинава, владата се задолжи на домашниот финансиски пазар за нови 180 милиони евра. Второ, крајно е проблематична намената на задолжувањето. Владата не се задолжува за нешто што подоцна ќе донесе пари од кои ќе се враќаат кредитите. Неприфатливо е цел народ да биде задолжен, за владата да си тера кеф со своите непродуктивни трошоци за реклами, споменици и така натаму. Владата на ВМРО-ДПМН ја води Македонија по многу опасна патека. Секој ден се подлабоко навлегуваме во економска и социјална мизерија. Индустријата на колена, бројот на вработени намален, животниот стандард нокаутиран од поскапувањата, платите и пензиите со помала куповна моќ. Македонија стана зависник од задолжување. Оваа штетна политика на премиерот Груевски, купи ден помини, не може бесконечно да се покрива со позајмени пари. Затоа, ја повикуваме владата итно да преземе мерки за намалување на задолжувањето пред тоа да биде предоцна. Благодарам. Дали имате некои прашања? Според вас е реално јавниот долг и како би се движи до крајот на годината? Одговорот на ова прашање го знае само владата, затоа што за да имаме прецизен одговор, податок за таа работа, треба да знаеме колкав е скриениот долг на владата кон фирмите по основ на ненавремено вратен ДДВ и неплатени обврски кон фирмите. Како што знаете и самите, најголемата државна тајна во Македонија денеска не е поврзана со безбедноста или нешто слично, како што е во други држави, поврзана е со тоа колку државата им должи на фирмите. Благодарам. Дали имате некој друго прашање? Благодарам.